Порано беше поедноставно. Купуваш малку биткоин, чекаш циклус, профитот сам доаѓа. Но сега ситуацијата изгледа поинаку. Новите анализи покажуваат дека биткоин станува премногу скап за обичниот инвеститор и тоа би можело да го забави бул маркетот што сите го очекуваат. Ако се сеќавате, претходните циклуси секогаш ги движеше заедницата. Обични луѓе што го влегуваат во крипто и не сакаат да ја пропуштат шансата. Тие беа енергијата што го туркаше растот напред. Сега многумина се двоумат. Цената е висока, влезната точка изгледа ризична и луѓето се почесто велат можеби е предосна да се влезе. Аналитичарите предупредуваат дека приносите од биткоин се намалуваат. Новите инвеститори веќе не гледаат простор за огромен профит како порано. Повеќе не се надеваат на 10-кратен раст, туку на побавен, стабилен напредок. И тоа полека го менува начинот на кој се движи пазарот. Некои прогнози велат дека врвот на циклусот може да биде околу $125,000, што е многу под претходните очекувања. Други пак се пореални, велат дека традиционалните циклуси веќе не функционираат, бидејќи пазарот денес не е ист како 2017 или 2021 година. Тоаш пазарот го движеше еуфоријата, а сега го движат институциите и тука е и клучната промена. Големите фондови, компаниите и дури некои држави почнаа да купуваат огромни количини и да ги држат на долг рок. Тоа носи стабилност, но и нова динамика, затоа што кога растот го контролираат големите, малиот човек веќе не ја диктира играта. Прашањето сега е едноставно: дали ова здрав пазар или сигнал дека се приближуваме до крајот на овој бул маркет? Некои мислат дека ако малите инвеститори се повлечат, ќе следи период на стагнација. Други пак велат дека ова е зрелост на пазарот, дека конечно криптото станува дел од сериозниот финансиски систем. Во суштина ова може да биде нова етапа на развој, пазар каде што нема експлозивни растови, туку стабилни чекори напред. Наместо еуфорија, стратегија, наместо страв да не се задоцни, внимателно планирање. А ако си инвеститор, ова е момент за да преиспиташ својата стратегија. Не гледај го биткоин само како краткорочен профит, туку како долгорочен инструмент што веќе не зависи од масовна психоза, туку од реални пари и институционална подкрепа. И можеби токму тоа е најважната порака. Биткоин не е веќе брз билет за богатство, туку маратон во кој треба да знаеш кога да трчаш и кога да забавиш. Што мислиш ти? Дали високата цена на вистина го изфрла обичниот инвеститор од играта или ова е само природен чекор кон зрел пазар? Пишете ни подолу во коментар.